наоѓа нашата партија, носи корени од малку по блиското минато. Значи, нашата партија во овој момент е партија која што нема официјален став за никакво државничко прашање. Тоа е еден сериозен проблем за една партија од калибарот на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, партија која што во минатото знаела да има став за секој државен интерес на Република Македонија, знаела да има визија за нашата Република Македонија, денес станува партија која што се прикрива зад одредени здруженија кои што ги искажуваат ставовите, а ВМРО-ДПМНЕ останува нем сведок. Тоа не смее да продолжи. Исто така нашата партија, како што и целокупната јавност во Република Македонија знае, се наоѓа во една незавидна позиција, каде што раководството на партијата наместо да се труди ова што претходно го напоменав да го реализира, да се бори за идеите на Република Македонија, тоа раководство се бори за прикривање на одредени коруптивни деланија кои што одредени личности од претходното раководство, можеби и од сегашното, имаат направено или се во позиција да го докажуваат, да ја докажуваат својата невиност, а партијата пак застанува на бранител на таквите дејанија. Тоа во иднина не смее да биде нешто со кое што ќе се занимава нашата партија. Членството постојано посакува оние европски движења да бидат присутни во Република Македонија, постојано посакува подобар живот во Република Македонија, значи членството сме ние како единки, членството се сите граѓани на Република Македонија. Значи, ВМРО-ДПМНЕ со својот капацитет не треба да се бори само за своето членство, туку за сите граѓани на Република Македонија, но членството на ВМРО-ДПМНЕ во моментот е разочарано од тоа што тоа не е прашано за никаква проблематика која што ја тангира партијата. Значи, се избираат раководни структури на државно ниво, се избираат раководни структури на локално ниво, се избираат партиски комисии, се формираат најразлични тела, каде што членството нема никакво влијание, а за жал немаат влијание ни тие кои што ги избираат. Значи, тие не можат да му речат на тој кој што им наложува дека некои работи кои што се случуваат не се во ред. И ова мора да престане. Такви притисоци членството чувствува, членството на ВМРО-ДПМНЕ е една добра групација на луѓе кои што сакаат да имаат добар живот, сакаат да останат во Република Македонија, сакаат патриотските чувства да им бидат на едно високо ниво, но никако не сакаат да бидат манипулирани од некои луѓе во врхушката кои што тоа постојано тенденциозно им го наметнуваат како став, и доколку некој од членството искажи поинаков став или негодување, тој одма е обележан како некој кој што има многу поинакво мислење и е противник против партијата. Значи, демократскиот момент во партијата во еден период од 3, 4 и 5 години и сега, за жал, е сведен на едно многу ниско ниво. Членството во изминатиот период ја поддржуваш иницијативата за реформи во целост. Значи, оние начини кои што ги бараше иницијативата за реформи, промена на статутот, поинаков избор на делегати и поинаков избор на раководство, кој што би потекнал се од членството, беше поддржан во голема мерка од членството на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа јасно се покажа и на последниот собир кој што беше организиран во хотел Континентал во Скопје, каде што се покажа една огромна масовност и каде што членството покажа јасно и гласно дека не сака да биде на шаховската тавла само топовско месо, кое што ќе биде жртвувано за интересите на одредени поединци. Тоа го покажа, но за жал, партијата повторно успеа со еден стар метод да наметне сопствени луѓе кои што не се производ на членството, успеа да наметни
некои политики кои што и самите гледате се многу млитави, значи не се носат со предизвиците на денешното време, успеа да ја умртви пратеничката група, што е една катастрофална состојба. Значи членството ги гласаше тие луѓе, 50 пратеници, беа гласани од членството, а тие не излегуваат да искажат став во негово име. Континуирано ова мора да запре. Но ВМРО-ДПМНЕ мора да се надмини и тоа црно петно, како што вие го споменавте, мора да биде осудено од нашата политичка партија. Јас уште пред да се организираат тие протести, со нашата групација дискутирав и ние бевме строго против да се манипулира со луѓето и да се однесат луѓето да бидат топовско месо. Замислете ова да се случеше во една друга демократија, да некоја друга партија во една европска модерна земја наведеше луѓе да истапат кон собранието со таков начин како што истапија нашите луѓе, манипулирани луѓе, во кои што беше и сегашниот лидер на опозицијата, за кој што има и снимки, тие ќе поминеа со многу катастрофални последици по нивното здравје. Значи, можеби немаше да спасат и жива глава. Но надвладеал разумот во тие моменти, кај представниците од МВР или некои други представници кои што се грижат за безбедносната состојба во собранието, и тоа што се случи за жал е реалност во Република Македонија. Таа реалност ние како политичка партија мораме да ја осудиме во целост. Тоа треба да биде јасно и гласно разјаснето за во иднина секој кој што ќе биде народен пратеник да има легитимитет да излезе на говорница, да го представи ставот на тој што е гласан. Не е битно ние какви работи сакаме да слушниме. Битно е кои се проблемите на нашите граѓани. За нив ние работиме, за нив ние постоиме како политичка партија и сепак, освен што постоиме за нив, ние постоиме и за нашите семејства. Со таквиот начин кој што го примени тогашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, зеде во, како што кажав во моето прво прашање, зеде да се прикрива зад одредени групации. Денес имаме граѓани кои што се по притвор, затвор, им тежат одредени големи затворски казни, се за тоа што имаа верба во тоа раководство и во врвот на тоа раководство. Значи, нивната верба беше изиграна. Тука треба, според мене и според оваа иницијатива, најголема одговорност да понесат оние кои што манипулираја со тие граѓани и кои што ги наведоја да бидат тие кои што ќе ја отвораат, затвораат вратата, ќе маваат, ќе кршат и такви работи. Тоа од нашата иницијатива која што сме како групација стрикно го осудуваме, значи во иднина тоа не смее да се случи, бидејќи нашата партија во иднина можеби да се најде во другата позиција. И тогаш како ќе реагираме? Значи ние ќе бидеме во онаа позиција кога што ќе бидеме тепани, туркани. После сите овие настани кои што се случија во изминатите 6 до 8 месеци, откако постои иницијативата, следни чекори на иницијативата, значи повторно ќе бидат промена на овој статут на ВМРО-ДПМНЕ, избор на раководството на ВМРО-ДПМНЕ производ на членството, значи тоа да биде статутарна одлука, и вклучување на целокупната десница на Република Македонија во процесите на нашата партија. За тоа постои добра клима, сите овие здруженија политички кои што се производ, кој произлезе од ВМРО-ДПМНЕ, се желни десницата да ја превземе одлуката за водење на Република Македонија. Нашата иницијатива останува на браникот на овие мои искажани ставови, значи ние ќе се бориме ова да биде прифатено од партиското раководство, кое што, да напоменам, треба да биде избрано на легитимен конгрес со поинаков делегиран систем на делегати и ќе ја добие поддршката на целата десница во Република Македонија. Само вака ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе силно и ќе излезе како еден лик кој што може да ја преземе повторно Република Македонија во своите раце.